Приватните гинеколози кои имаат своји ординации во Радовиш не сакаа јавно да одговорат зошто не вршат класични породувања во здравствениот дом, кој има опрема и простор за таа намена. Тврдат дека сепак станува збор за непредвидени ситуации, а во јавното здравство во Радовиш нема ниту операциона сала, ниту анестезиолог, ниту пак педијатар кој треба првично да се грижи за бебињата. Ние со приватните гинеколози имаме склучени договори да тие пружат услуги, но тоа не значи дека може да ги принудуваме. Проценката за дали тие би направиле, би извршиле добар пораѓај без ризик, да не го прифатат ризикот, бидејќи нема анестезиолог и операциона стала, и дали да го упатат во болницата во Штип или во клиничка болница и во општа болница Струмица, одлучуваат тие. И мора и ова да го спомнам. Ние ги дури транспортираме бесплатно, не наплаќаме партиципација за родилките. Радовишанки инсистира да се најде решение за ангажирање гинеколози во јавното здравство, за да заживее породилниот дом. Иванка Соколова од Сдруженијето Женска акција смета дека надлежните треба да реагираат за овој проблем. Секако и како и лично и како председател на една женска организација сметам дека жените имаат право на породилно во општина Радовиш, сметајќи дека ќе се намалат и трошоци, ќе бидат и жените навреме згрижени, помалку смртни случаеви и секако кога имате во самиот град една институција или нешто кое се грижи за вас, го чувствувате како дел од вас, така да сметаме дека Радовиш има право на еден здравствен дом кој што ќе има породилиште. Здравствениот дом во Радовиш во последниве години значително го смени ликот. Со континуираните донации од општината, рудникот Бучим и ресорното министерство, објектот стана енергетски ефикасен, а набавени се и повеќе апарати за специјалистички прегледи. Ако направите еден пресек на вкупно инвестираните средства во здравниот дом, ќе дојдеме до цифра од негде од 250 до 300.000 евра, собствени средства од буџетот на локалната самоуправа кои што еве за 3-4 години се инвестирани во здравниот дом и тука нема да застанеме, еве сега дополнително разговараме за одредени други активности заедно со директорот и управниот одбор кои што еве ќе бидат предмет на реализација 2017 година и се надевам дека еве оваа добра пракса ќе ја продолжиме и во следните години. Одговорните од здравствениот дом од Радовиш тврдат дека работите како што се тргнати. За некоја година во Радовиш ќе ги нема и сегашните специјалисти по ово грло-нос и интерна ортопедија, бидејќи сите се пред пензија, а затоа апелираат да се најде системско решение.